Кратки најави за денес. Силјановска-Давкова влегува во вториот круг од претседателските избори со висока предност пред против кандидатот Пендаровски. Идните средношколци и студенти од Охрид се запознаваа со програмите кои ги нудат средните училишта и факултетите на вториот саем за образование и кариера. Синдикалната кошница за април го надмина психолошкиот праг од 1000 евра. Великденски концерт на Охридско лето со женскиот хор Менада. Стейт департментот потврди дека Соединетите американски држави испратиле ракетни системи со долг дострел во Украина. Со дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Денес во Охрид имавме умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и максимална дневна температура до 12 степени Целзиусови. Во текот на ноќта, четврток кон петок, облачноста ќе се намалува и ќе преовладува претежно ведро и свежо време со пад на температурите. Во петок во северозападна, западна и југозападна Европа, како и локално во централните предели и поголем дел од Апенинскиот полуостров, ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Врнежи од дожд се очекуваат и во крајните североисточни предели. Во останатите делови од Европа стабилно и свежо време со локална облачност. На Балканскиот полуостров утре ќе преовладува претежно сончево време со појава на локална облачност. Локално во Словенија и Црна Гора слаби врнежи од дожд. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 14 до 20 степени. Во Македонија во петок во утринските часови ќе има пад на утринските температури и појава на слаб мраз и температури кои што ќе се движат во интервал од -2 до 7 степени. Во текот на денот ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност. Ќе биде ветровито и потопло со дневни температури кои што ќе бидат во пораст. Ќе дува умерен ветер од променлив правец. Максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 10 до 22 степени. Во Охрид во петок по свежото утро и температура од 3 степени, во текот на денот ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност. Максималната дневна температура ќе достигне до 16 степени. Во Охрид во сабота ќе превладува умерено облачно време со сончеви периоди и дневна температура до 19 степени. Во недела и понеделник по свежото утро и температура од 6, односно 7 степени, во текот на денот ќе превладува сончево и топло време со максимални 21, односно 22 степени. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Трпе Инвест. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време од пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет.
Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Силјановска Давкова во вториот круг на претседателските избори влегува со висока предност од над 180.000 гласови повеќе во однос на својот противкандидат Пендаровски. Гордана Силјановска Давкова, поддржана од ВМРО ДПМН и коалицијата Македонија повторно твоја, и Стево Пендаровски, поддржан од СДСМ и коалицијата за европска иднина, влегуваат во вториот круг од претседателските избори. Силјановска Давкова има 362.682 гласови по обработени 99% од гласачките ливчиња, додека Стево Пендаровски има 180.306 гласови на вчерашниот прв круг од изборите. Силјановска Давкова победи во 60 општини во државата. Пендаровски освои најмногу гласови во 3, Бујар Османи од Дуј во 15, а Арбен Таравари од Вреди и Максим Димитриевски од Знам во по една општина. Според неофицијалните резултати од ДИК, по обработени 100% од гласовите во Охрид, за Силјановска Давкова гласале 14.720 избирачи или 54,09% од избирачите, додека пак Пендаровски доби 5.534 гласа или 20,36%. Следува Максим Димитриевски со 3.015 гласа, Бујар Османи доби 1.330 гласа, Билјана Ванковска 1.280, Арбен Таравари 370 и Стевчо Јакимовски 132 гласа. Немам зборови со кои можам да ја изразам благодарноста, напати дури се срамам зарем е можно толку луѓе вака да реагираат. Знам дека она што ќе го ветам ќе го остварам на мој начин, изјави кандидатката за председателка Гордана Силјановска Давкова синоќа на пресконференција по објавувањето на првичните резултати од гласањето. Постојано повикував на владење на правото, ама уште повеќе на насушната потреба од единство во оваа држава. Запомнете, јас ќе соработувам со партијата што ме предложи. Ќе соработувам, се разбира, со премиерот, со министрите, но ќе соработувам и со опозицијата, и со невладиниот сектор, со медиумите. Резултатите не се такви какви што очекувавме, но утре е нов ден, од утре повторно почнуваме со средби со граѓаните кои ги практикувавме и досега и почнуваме практично од нула, кажа синоќа кандидатот Стево Пендаровски на пресконференција. Од утре продолжуваме со средби со граѓаните и мојата задача ќе биде како и изминатите 20 денови да го промовирам концептот во кој длабоко верувам. Тој концепт на држава која не е изолирана, држава која е интегрирана во Европа и држава која внатре нема поделби по било која основа, е моето животно кредо, мојата политичка филозофија која застапувам не само овие 20 дена во кампањата и не само овие 5 години во претседателскиот мандат, туку од кога паметам за себе. На изборите за седми претседател на државава на гласање излегле 48,46% од гласачите или 7% повеќе од изборите во 2019 година. Според податоците на Државната изборна комисија, до затварањето на гласачките места од вкупно запишани во избирачкиот список 1.814.317 избирачи, гласале речиси 904.000 граѓани. Вториот круг од претседателските избори ќе се одржи на 8 мај заедно со парламентарните избори. Идните средношколци и студенти од Охрид денеска имаа можност да се запознаат со наставните програми и можностите кои ги нудат образовните институции на вториот сајм за образование и кариера во организација на Младински центар Охрид. На годинешниот сајм учествуваа 5 средни училишта и 11 високообразовни институции, а на учениците кои го посетија им беше на располагање и кариерно советување. 5 средни училишта и 11 високообразовни институции од Охрид и од државава ги представија нивните програми и можности за учење пред охридските основци и средношколци на вториот сајм за образование и кариера во организација на Младински центар Охрид. Сајмот го отвори заменик градоначалникот на Охрид Перчо Божиновски, кој во своето обраќање истакна дека настанот е од големо значење за младите кои стојат пред предизвикот за избор на соодветна кариера. Правилниот избор на образование ги одредува индивидуалните
транспортните патишта, но има и големо влијание на општествениот развој, кажа Божиновски и им порача на младите да бидат мудри и храбри при носењето на таа одлука. Изборот на кариера не треба да биде само одлука, туку процес на размислување, истражување и самосвест. Младите треба да бидат поттикнати да ги истражуваат своите интереси, да ги проучуваат своите таленти и да ги разгледуваат можностите што им се отворени. Општина Охрид секогаш е подготвена да даде поддршка на вакви иницијативи и да стимулира ваков вид настани. Целта е на едно место да собереме што повеќе ученици и образовни институции да обезбедиме информации за идните средношколци и студенти од општина Охрид, кажа раководителот на Младинскиот центар Охрид Јован Цветковски. Сите средни училишта моментално се тука, плюс Јахја Кемал, но и што повеќе факултети, значи од високо образование, не само од нашиот град, ето за жал и немаме многу избор, но доаѓаат и од другите градови, од повеќе универзитети, од УК има од УКЛО, има Европски универзитет, интернационален Балкански универзитет, различни, така што за разлика од претходната година, оваа година одзивот е поголем и се надеваме дека секоја година ќе си расте, ќе продолжи, ќе стане традиција, па зашто да не в година и на полигонот да направиме уште поголем саем. Регионалниот центар за стручно образование и обука Ванчо Питошевски Охрид ги нуди сите кадри кои се моментално дефицитарни на пазарот на труд во областа на туризмот и угостителството. Училиштето има дуално образование, при што учениците теоријата ја преточуваат во пракса со настава која се обавува во хотелско-угостителските капацитети и во кабинетите по практична настава. Се надеваме дека ќе имаме доволно ученици да се запишат во нашето училиште, затоа што моментално е многу барана струка, посебно во Охрид и струга во нашиот регион, во кој што ние сме и сместени. Регионалниот центар ги има стручните професори кои што можат практично и убаво да ги спремат учениците за работа и да добијат доволно практична настава не само во училиштето, туку и надвор во објектите со кои што соработуваме и стручните соработници. Поради големата побарувачка на кадар во угостителството, расте интересот и за насоките, гастрономија и хотелско-ресторански менеджмент на Факултетот за туризам и угостителство Охрид, додека пак насоките царина и шпедиција се континуирано атрактивни. На факултетот во принцип имаме еднаква пропорција на дистрибуција на студенти на секоја насока, но најатрактивни се царина и шпедиција и нашата понова програма менеджмент во услужен сектор, која што има 4 подмодули, каде што студентите може да си го определат својот модул на студирање во 4-та година. На 10 мај ќе имаме отворен ден на нашиот универзитет, на Факултетот за туризам и угостителство, на истиот принцип, организиран саем за образование, на кој може да се спојат средношколците, студентите, компаниите и факултетите од универзитетот и да се запознаат со студиските програми и можностите за развој за кариерен развој. Универзитетот за информатички науки и технологии Свети Апостол Павле Охрид во рамки на своите 5 факултети нуди современи студиски програми кои што нудат можности за стекнување вештини од основите на информатичките науки и технологии, како и студиски програми за примена на информатичките технологии, што ги прави се поатрактивни за матурантите. На нашиот универзитет во последните години интересот за запишување на студенти е огромен, така што сето тоа е резултат пред се на атрактивноста на информатичките науки и технологии, побарувачката за таков профил на пазарот на труд и секако значи можностите за стекнување на знаење и вештини кои што ги стекнуваат на нашиот универзитет и можноста за понатамошно професионално унапредување во струката, пред се во однос на можноста за брзо запослување во компании од ICT секторот, но исто така и за професионално научно истражувачко напредување преку вториот и третиот циклус на студии кои што во моментов ги нуди нашиот универзитет. На учениците кои го посетија денешниот саем во Младинскиот центар им беше на располагање и кариерно советување. Лиценцираните кариерни советници работат на поддршка на младите во смисла на тоа да се запознаат себе си, своите интереси и способности низ процес на истражување. Прво работат на себе, потоа работат на се оно што како можност го имаат во околината, во смисла на
места за вработување, пазар на труд, училишта во кои што може да стекне соодветно образование. И врз основа на тоа прават една рефлексија која што ги води до донесување на одлука која што е најдобра за нив. Свесноста за значењето на кариерното советување се уште на ниско ниво и потребна е кампања меѓу основците и средношколците за да го сватат значењето и да си помогнат себе си во одредување на она што значи идна насока во професионалниот и личен развој. Минималната синдикална кошница за месец април изнесува 60.212 денари. Според пресметката на ССМ, од минималната синдикална кошница, едно 4-члено семејство за мозахрана и пијалоци треба да одвои 22.200 денари. Минималната синдикална кошничка за април изнесува 60.212 денари и е за 1.214 денари повисока отколку во март годинава, кога беше 58.998 денари. Со изнаемен стан од 60 метри квадратни пак, кошничката изнесува 75.587 денари, соопшти Сојузот на синдикати на Македонија. Според пресметката на ССМ, од минималната синдикална кошничка, едно 4-члено семејство за храна и пијалоци треба да одвои 22.200 денари, или 36,9%. За облека и обувки 4.866 денари, односно 8,1%. За станарина, вода, електрична енергија и грејење 6.014 денари или 10%, за лична хигиена и одржување на хигиена во домот 1.827 денари или 3%, за здравје 1.059 денари или 1,8%, за транспорт 5.068 денари, односно 8,4%, за рекреација и култура 4.378 денари, односно 7,3%, за образование 6.955 денари или 11,6%, за ресторани и хотели 3.890 денари или 6,5%. За комуникации на едно 4-члено семејство во април годинава му биле неопходни 3.004 денари, односно 5% од износот на минималната кошничка, а за останатите стоки и услуги 950 денари, односно 1,6%. Великденски концерт на Националната установа Охридско лето со женскиот хор Менада на 30 април во црквата Света Софија во Охрид со почеток од 20 часот. Во организација на Националната установа фестивал Охридско лето, а по повод големиот верски празник Великден, ќе се одржи великденски концерт на православна духовна музика со женскиот хор Менада од Тетово под диригентската палка на професор Ивица Зорик. Со овој концерт заокружуваме програма која веќе трета година ја реализираме надвор од традиционалната фестивалска рамка 12 јули 20 август. Имавме прекрасни концерти преку целата година, со кои ја потврдивме големината на долгогодишното обстојување на оваа најзначајна културно-сценска манифестација, вели директорката на Националната установа Охридско лето Наташа Поповиќ. Женскиот хор Менада, предводен од диригентот професор доктор Ивица Зорик, е еден од најрепрезентативните хорови во нашата земја. Со своето 4-децениско делување тој прерасна во еден од стожерите во развојот и обстојувањето на хорската уметност кај нас. Великденскиот концерт ќе се одржи на 30 април во црквата Света Софија во Охрид со почеток од 20 часот. Билетите по цена од 200 денари може да се набават во дирекцијата на Националната установа Охридско лето, информираат од фестивалот. Трка на поезијата по 4-ти пат ќе се одржи во Струга. Пријавувањето за учествување е отворено до 30 април. Под мотото Трчаме, рецитираме во организација на атлетскиот клуб Спортски мостови на 26 мај во Струга ќе се одржи 4-тото издание на атлетската манифестација Трка на поезијата. И годинава оваа манифестација ќе се одржи 3 трки. Главна атлетска трка на 10 км од надпреварувачки карактер, рекреативна трка на 5 км и Боград детската трка за деца од 4 до 13 години, која традиционално е посветена на лицата со ретки болести. Во тек е пријавувањето за трките, кој ќе биде отворено до 30 април. Годинава, организаторите најавуваат и учество на истакнати атлетски имиња од земјава и странство. Да ги погледнеме и вестите од светот. Американскиот Стейт Департмент потврдил дека Соединетите држави испратили ракетни системи со долг дострел во Украина за употреба на нејзината територија, а оружјето пристигнало во земјата овој месец.
Портпаролот на Стейт Департментот изјавил дека армискиот тактички ракетен систем бил испратен по наредба на претседателот Џо Бајден. Украина се обврзала да го користи оружјето само внатре во Украина, а не во Русија. 5 минати Ниџери се обвинети за терористички дела за време на истрагата за пробудување со нож на 2 лица во црква во Сиднеј, соопшти австралиската федерална полиција. 20 Ниџери, 17 годишник и 14 годишник, се обвинети за поседување или контрола на населен екстремистички материјал, добиен со користење на транспортни услуги. 16 годишници се обвинети за заговор за подготвување или планирање терористички чин, додека друг 17 годишник е обвинет за заговор за подготвување или планирање терористички чин и поседување нож на јавно место. Венеција од денеска за прв пат ќе наплаќа 5 евра за влез на туристите кои се во посета на градот на еден ден. Сите посетители кои сакаат да одат во италијанскиот лагунски град, познат по своите канали и историски градби, во период од 8:30 до 16 часот, мора да платат специјален данок од 5 евра, што се проверува на најважните точки за пристап до градот. Оваа мерка е донесена со цел да се намали притисокот врз античкиот италијански град, кој тоне под тежината на масовниот туризам. За тековната година во оваа тест фаза определени се вкупно 29 дена во кои ќе се наплатува таксата. Од денешниот четврток, 5 евра ќе треба да се плаќаат до 5 мај. Потоа, таксата ќе се наплаќа и за сите викенди за време на главната туристичка сезона. Градот остварува високи приходи од масовниот туризам, но и многу страда од него. Околу 140 пилот китови се насукале денеска на западниот брег на Австралија, додека најмалку 26 веќе загинале, пред властите да успеат да ги спасат. Регионалниот офицер за заштита на дивиот свет во Австралија изјавил дека за жал исходот за пилот китовите генерално не е добар по плажата, бидејќи многу од животните умираат. Надлежните ги повикале граѓаните да не се обидуваат да спасат животни без инструкции од стручни лица, бидејќи во спротивно може да предизвикаат дополнителни повреди на животните и да го отежнат нивното спасување. Овие китови се групирани на 4 места, оддалечени неколку километри. Крилата на црвената ветерница на врвот на Мулен Руш, непознатиот париски кабаре клуб, паднале на земја во текот на ноќта, изјавил портпаролот на клубот. Инцидентот се случил по затворањето на клубот и нема повредени лица. Како што пишуваат медиумите, ово е прв ваков дефект на ветерницата, чиј механизам се проверува секоја недела. Почитувани гледачи, ова е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно!